8 часот и 18 минути време и за нашиот следен разговор. Проектот на УСЕИТ за меѓуетничка интеграција во образованието за прв пат организираше еден интересен настан насловен како дебатна академија. Овде во студиото се младите дебатери од Младинскиот образовен форум. Добро утро и велам на Стефани Спировска, на Фахри Исени и на Арсени Перцов, дебатер. Добро ни дојдовте во Македонија наутро. Ајде да им објасниме на гледачите за каква дебатна академија станува збор. Споменав прв пат организирана, но не и прв пат да се најдете вие во ваква улога. Така, значи Младински образовен форум има дебатна програма која што постои веќе 17 години и во принцип секоја година се случуваат дебатни турнири на кои што учествуваат средношколци. Оваа година како финале на големиот проект за меѓуетничка интеграција се случуваше дебатната академија на која што учествува над 120 средношколци од различни култури, различни етнички припадности, различни градови од цела Македонија и на еден неформален начин се запознаа со алатката наречена дебата. И 3 дена има шанса да научат како да дебатираат, кои се основите на дебата и да се запознати дружат меѓу себе, што беше главната цел на целиот настан. Одлично. Вие ни донесовте и едно видео, ќе ги замолам од режија доколку е подготвено, да погледнеме барем некои 30 на 40 секунди за да им кажеме на гледачите што се случуваше таму. Посакувам добридове на оваа 3-дневна дебатна академија. Сакаме сите вие млади ученици од различни градови во Република Македонија да може да се соберате на едно место каде што ќе ги искажете своите различни ставови и различни мислења за работи кои што всушност на крајот од денот сите вас ви интересираат како млади луѓе. Овој дом верува дека формалното образование е главен фактор во процесот на интеграција кај младите. After school activities will be the main point for the multi-ethnical integration. Како би опишале оваа академија во еден? Да, дебатерите се едуцира, но исто така и се забавуваа она што можеме да го видиме од видеото. Живееме во мултикултурно демократско општество. Може ли да ни кажеш кои теми можеби најмногу ги интересираат младите? Станува збор за средношколци, сите оние кои што беа присутни на дебатната академија. Како што видовме и самата теза усвари од дебатата беше дека формалното образование е главниот фактор за интеркултурно и интеретничко образование. Значи, генерално ги засега и ги интересира младите и средношколците воопшто тие диверзитетните теми, што ги вклучуваат другите култури и усари темите поврзани со другите етнички припадности што живеат во рамки на целата територија во Македонија. Значи има доста вакви интересни моменти каде што младите средношколците генерално ги интересираат. Може да зборуваме и не знам интеркултурата како важна тема што може да се извади, мислам нивните средношколски права и така натаму. Сега, ако се дебатира, треба да постојат аргументи. Што е аргументот пред се? Аргументот е еден од најважните елементи на дебатата. Значи, аргументот генерално ја представува причината зашто еден човек, зашто еден дебатер е за или против таа теза, или со дебатната терминологија, зашто еден дебатер станува на афирмативниот тим или на негациониот тим за одредената теза. Така. Арсени, оваа сладка панда која што имаме во студиото е твојата награда на оваа дебатна академија. Можеш ли да ни кажеш како се случи баш ти да ја добиеш и што значи тоа за тебе? Ко прво мислам дека треба да започнеме да го
прикажеме форматот кој што го дебатиравме, се дешавало неколку рунди, кај што дебатерите се мешали на рандом начин. Ретко каде да се погода од тимот, да се погодат двајца дебатери кои што се знаат од претходно. Исто така цел на Академијава било не само да се интегрират и да се научат деца да се функционират интеркултурно, исто така и да се научат да дебатират. И затоа се мешавме дебатери како што напредни дебатери и со почетните дебатери. Јас се паднав у тим со двајца почетни дебатери, каде што ние не ја знаевме и немавме време претходно, освен еден ден, слободен еден ден од дебатната академија, да се спремаме за тезата и се одвијуваат 2 рунди по почеток. Понатаму, според резултатите од тие 2 рунди, се одлучаа 2 тима кои што имат највеќе победи, тоа биле 2 тима со 2 победи и со највеќе говорнички поени. Говорнички поени представуваат една оценување на говорите, сумата на оценките на говори на секој посебен дебатер. И двата најдобри тима дебатиравме у финале на истата теза пред публика, каде што исто важен момент според мене било дека секој дебатер имал право да дебатира на тој јазик што не му одговара. И ако се создава проблем, например, дека некој дебатира на албански, некој не го разбирал, затоа го имавме од таа ситуација Фари, кој што им ги преведуваше говорите на албанските дебатери на македонски јазик или на англиски јазик, за да ја сватат мнозинството. И за кој ти застануваше збор? За истата тоа што се дебатираше во текот на целиот формат, дека меѓуетничка интеграција, дека формалното образование е клучниот момент во меѓуетничката интеграција во една демократска заедница. Според мене реално едно од најбитните. Кои беа твоите аргументи можеби на дебатата? Сосема накусо, знам дека немаме многу време, меѓутоа накусо да ни ги кажеш. Едно од аргументите Еден од клучните аргументите во афирмативната страна беше дека формалното образование е едно место, една заедница кај што ние поменуваме најголемиот дел од нашето време, се додека сме млади, се додека сме ко сунгер можеме да ја примаме новата информација. И многу е битно на тој етап да се формира, бидејќи ако формалното образование ќе се постави меѓуетничката интеграција, многу полесно ќе биде да направиме генерациите без омраза и кои што ќе се научат да се соживува со другите националности и ќе се научат да ги почитуваат другите националности. Што значеше соработката на МОВ Сусед? Вака соработката на МОВ Сусед значеше отварање на многу нови дебатни клубови, кои што првенствено носе идејата младите да научат како да ги спознаат другите култури, како да научат да го почитуваат туѓото мислење и да се согласат, односно да наизнаат начин како да се согласат со она што можеби не е нивен личен став. Значи беа отворени на 20 клубови во различни градови низ Македонија, кои што нели се продолжуваат да функционираат како дел од дебатната програма. Многу дебатни турнири, овој настан како финален настан и многу другарства помеѓу младите кои што до тогаш не се знаеле или не би можеле да стапат во контакт толку лесно. Така, постои ли слобода на изразување кај младите и говорот на омраза до кој степен е сега во моментов? Добро, сега кога сме веќе кај слободата на изразување, имаме едно златно правило, така се вели. Вика, мојата слобода на изразување ми завршува во моментот кога кога влегува доаѓа во израз другата права. Сам правото на другиот. Значи, слободата на изразување, сега да кажеме, не е нешто апсолутно. И покрај тоа што звучи дека слобода на изразување може се и што да се изразиме и да се кажуваме, ама во суштина, значи има моменти, има елементи кои слободата на изразување ја ограничуваат. Зашто се ограничува? Буквално доаѓа тоа што спомнавте, пошто елементите што ја спречуваат и што ја ограничуваат слободата на изразување, буквално доаѓањето во израз на говорот на омраза. И сега степенот на говорот на омраза во општеството и степенот на слободата на изразување, значи и двете ги имаме на тапет. Значи слободата на изразување го имаме во израз во општеството, можат значи слободно граѓаните да си образложуваат своето мислење и своите ставови кон одредена прашање, али па од друга страна, значи говорот на омраза е тука паралелно со слободата на изразување. Значи одредени групи имаат правото и слободата и да
да ја промовираат та слобода на изразување, али па од друга страна, значи пак постои групи кои промовираат и поттикнуваат на наговор на омраз. Тоа најчесто преку социјалните мрежи као алатка која ти го крие идентитетот и преку, не знам сега да кажувам, лажни профили така и некои портали кои воопшто не се евидентирани како портали, значи расшируваат најчесто говор на омрза во општеството. Така, добро вела дека на младите им останува свето. Добро е што нашата младина е веќе освестена и може да се носи со ова мултикултурно општество. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ве очекуваме повторно за гости кога ќе имате некој ваков или сличен настан. Благодарам.